Почитувани, добро утро. Во повеќе наврати од моите обраќања кон вас ви имам напоменато дека некогаш сакам да зборувам за Гавриловиот ковчег и еве денес конечно дојде на дневен ред. Прво, што е Гавриловиот ковчег? Гавриловиот ковчег е дар на човештвото од Архангел Гаврил. Ковчег во кој што се крие тајната на современото модерно оружје за евентуален спас на човештвото. Ќе одиме со ред, малце ќе играме со бројки. Нашиот искупител, нашиот Бог, нашиот Спасител, Христос, е роден во 6-та година од 0-тиот месец на 6-тиот ден. 606. Зошто и како го направија да биде роден во 0-та година, не сакам да влегувам. Зошто не му се знае точниот ден на раѓање, и тоа не сакам да навлегувам, за се имам одговор, меѓутоа стои фактот дека Христос е роден во 6-та година од оваа ера, милениум, во 6-та година, 0-тиот месец, на 6-тиот ден. 0-тиот месец, или првиот месец која ќе заврши, веќе ќе биде прв месец, тоа е месец март. И за него нема да навлегуваме зашто е променет и како е и кога е променет. Значи, запаметете го бројот 606. Одиме сега. Архангел Гаврил. Предпоставам дека пратен од се создателот, слегува на земјата во 606-та година. Го повикува пророкот Мухамед, кој тогаш беше православен, ќе зборувам нешто малце покасно за него, го повикува пророкот Мухамед во планината Хира, близу, момент само да видам планината. Планината се вика Јабал ал-Ноир. Значи, Гаврил го повикува Мухамед во планината, во пештера во планината Јабал ал-Ноир, која што пештерата е на надморска висина од 606 метри. Му дава ковчег, му кажува за што служи ковчегот, му кажува дека ковчегот ќе служи за евентуално спасување на човештвото и ковчегот да не се отвора се до денот на второто Христосово доаѓање, кога и да биде тоа. Му дава напатствие каде да го закопа, што да го закопа самиот ковчег, му дава упатство на употреба на ковчегот и нормално си заминува при Бога, додека Мухамед останува да ги следи неговите, односно Божите команди. Ова значи се случува во 606-та година. Мухамед го развива исламот, значи се трга од православието, пророкот Мухамед, кој што е познат во Куранот, се трга од православието и го создава еден од основоположниците на исламот. Исламот започнува од 622 година да се развива и трае се до ден денес. Ковчегот, значи, е закопан, предпоставувам, во тој период од 606-та до 607-та година, нека биде до 8-та кога го копаат 2 години, и беше закопан во момент, од овие не можам да ги памтам сите. Значи, ковчегот беше закопан во големата џамија Масјид ал-Харам во Саудиска Арабија, близу до Мека, кај што се молат верниците, муслиманите, добро ќе ме разберат. Мека и Медина му се двете свети места. Мека е местото каде што се родил пророкот и живеел долго време во Мека. Одиме понатаму.
Овие факти, мислам, не лупам на памет, можете да ги соберите сите од интернет, да и меѓу редови, да си направите своја вистина и да дојдете до сознанието зашто сето ова ви го кажувам. Одиме сега со конкретно за Гавриловиот ковчег. При реставрација на самата џамија, Масјид Ал-Харам, кај што беше закопан Гавриловиот ковчег, на 11 септември 2015 година, значи група на реставратори, и нормално имамо како му се вика тој на џамијата, не знам точно. При реставрирањето, значи на самата џамија, наидуваат на тунел, влегуваат во тунелот, одат се подлабоко и влегуваат во една просторија во која што го нашле Гавриловиот ковчег. Истите го отвораат ковчегот и од ковчегот излегува жолто-плава плазма, која што на лице место ги убива сите 7 мина. Додека горе на површината убива 111 луѓе и преку 200 ги повредува. Саудиските и светските медиуми тогаш кажа дека паднал наводно кран и кранот ги убил луѓето и така натаму и така натаму. Меѓутоа, од тој ден, од 11 септември 2015 година, ковчегот, Гавриловиот ковчег, остана отворен и од него излегуваше плазма, жолто-плава плазма. Вознемирени од самиот настан, приоѓале луѓе за да видат што е тоа чудо, меѓутоа некоја необјаснива сила ги сврлала надвор од самата просторија и од самиот тунел. И нормално Саудиска Арабија во тој момент беше и се уште мислам дека е стратешки партнер на Америка, како што сме и ние, ги повика еден куп на научници за да видат за што станува збор. Истото тоа е направено и екипа на научници, составена скоро од целиот свет, од Германија, од Франција, од Америка и така натаму да не наблегваме, влегуваат во пештерата, некаде 20 на души, и повторно плазмата ги усмртува. Тоа се случи на 24 септември 2015 година. Меѓутоа, во моментот кога плазмата или не знам нешто што ние не го познаваме, ги убива во таа просторија, горе на површината загинуваат 4007 луѓе. Внимавајте, 4007 луѓе горе на површината загинуваат. И нормално саудиските власти, официјален податок е дека луѓето загинале при човечко стампедо, предизвикано не знам од што, од вознемиреност или од еуфорија, или меѓутоа, замислете малце, 4007 луѓе да се изгазат меѓу себе, тоа е и милион да бидат таму присутни, тоа не е возможно. И тука застануваат самите саудиско-арабиски власти. Сега, започнуваат со езотерија, видо дека не е нешто во ред, започнуваат со езотерија, односно прво го повикуваат нивниот свет човек, крал Салман бин Абдулазис Ал Сауд. Го повикува да види што е ова чудо. Човекот влегува, меѓутоа одма излегува. Не знаеше ова чудо, нешто е опасно по нив. Веќе станува, знаете, имате во својот двор нешто што убива луѓе. Ако тие официјално си кажува дека краној паѓале, дека стампеда ова она, меѓутоа факт е дека загина 4500 луѓе скоро. Обидот на крал Салман бин Абдулазис Ал Саул да види за што станува збор беше неуспешен. Го повикуваат, тогаш беше папата Франциско да дојди да види. Папата Франциско знаеше што е работата, ќе ви кажам од каде, и не сакаше да оди. Го повика нашиот вселенски патриарх Вартоломеј
Исто и тој знаеше што е работата и тој не сакаше доди. Далај Лама го повикаа 14-ти, тој ојде, меѓутоа и тој безуспешно излезе надвор и рече ова е нешто необјасниво. Одиме вака сега. Зошто со езотерија пробаа? Затоа што сите наши денешни научни достигнувања не може да достигнат никогаш езотеријата. Упатството дадено кон Мухамед, предпоставувам дека било чувано во Аја Софија, во Истанбул, упатството на самото, како списи, како акти, како архива, како да ви кажам, која што во 1206 година е освоено со првата крстоносна војна. Знаете како, во 1056 дојде до раскол помеѓу христијанството и се подели на православие и на католицизам. Овие од та страна, од другата страна, од Рим, од католиците, војува, замислете, во името на Бога, си направија крстоносна војска и вршеа колеж и грабеж врз православното и муслиманското население. И тоа можам да ви го објаснам зошто и од каде е генезата, меѓутоа не ќе да ве задржувам долго, затоа удирам право во сршта. Значи, во 1206 година, Аја Софија е падната во рацете на крстоносците, на католиците, како да ви кажам, меѓутоа во тоа време тука Аја Софија беше под руска управа. Имаше списи нон-стоп, само преписи. Оригиналите, да, оригиналниот документ го украдија католиците и го однесоа во Ватикан, меѓутоа копиите се во Москва или некаде во некој трезор, не знам точно кај се чувани. Зошто го кажувам сето ова? Сам се понуди патријарх Кирил, рускиот патријарх, да оди да ја среди работата со Гавриловиот ковчег. Патријарх Кирил, вистина, отиде во џамијата, чекај пак уште еднаш, Масјид Ал-Харам. Влезе во џамијата, пред сведоци, влезе, отвори некој документ, на некој непознат и неразбирлив јазик, одржа една кратка беседа, една кратка реч и Гавриловиот ковчег се повлече, се затвори. Плазмата повеќе немаше. Сега влегува тука веќе саудиските власти му велат на русите, земајте го и тргајте го тука, ова е нешто опасно. Чим вие знаете да го командувате, земете си го кај вас. Нека биде. Ова се случува, значи, во 2015 година. Некаде патријарх Кирил влезе во месец октомври, почетокот на ноември, не ме држете за збор, не најдов таков точен податок, го имаше, меѓутоа упорно ги бришат од интернет и многу малце можете да најдете се за овие настани. Меѓутоа, ако доколку сакате да ме проверите дали лажам или тресам глупости, слободно да те проверете на интернет, ќе видите. Напишете само патријарх Кирил на Антарктику и ќе ви излези доста работи, доста чудни нешта, кои што едноставно ги кријат од нас, од човечката популација. И дојдоа тука руски научници и правеа план за евакуација. Меѓутоа, замислете, некој го дал ковчегот за да го предади на Ристос на неговото второ доаѓање. Ковчегот е предаден од Гаврил и ковчегот има една намена да се спаси човештвото од сатанизмот. Внимавајте уште еднаш, да се спаси човештвото од сатанизмот. Сатанизмот веќе на големи врати е некај нас него во целиот свет и затоа е активиран Гавриловиот ковчег. Самата плазма. Ке се запрашате, како тоа само Русија научници има толку да развијат хиперсонични ракети со голема брзина, при голема брзина, замислете, од 33.000 км на час. Не постои материјал, метал на планетава
кој што може да го издржи тоа триење помеѓу, значи брзината, движењето низ воздухот и самиот воздух. Доаѓа до свитување и до топење на самата ракета. Затоа со Гавриловата плазма од ковчегот се прави обвивка врз самата ракета и ракетата лета, да не речем на 8 степени топлина неизина. Значи, не е проблем да достигнат брзина и американците и било кој, проблемо е што не можат да ја најдат тајната на плазмата. Тајната на плазмата беше во Гавриловиот ковчег и тајната на плазмата е исклучиво во руски раце. Она што ќе слушните ќе некој податок дека и Иран поседува хиперсонични ракети, не, пријатели. Тоа се руски ракети контролирани од руси, затоа што никој нема да му дај технологијата на својот конкурент. Значи, повторувам, тоа се руски ракети хиперсоничните. Знаете како ќе направат ракета, ќе му клат Иран, ќе напишат нешто на неја и ќе мислат сите, ова иранска ракета. Не е точно. Значи, целата технологија е во Русија. Откако ја усовршија технологијата, овој податок сега внимавајте, русите дали одлучија самите или некој му наредил на русите да го однесат ковчегот на Гавриловиот ковчег, онаму каде што има кој да се грижи за него. Одиме на датум 6 декември во 2015 година, на 6 декември, со голем брод на Руската Федерација, бродот се вика Адмирал Владимирски, е качен ковчегот на самиот брод и со највисок воен приоритет ковчегот плови кон Јужна Америка, поточно кон Чиле. И оттаму, од Чиле, заминува на Антарктикот. И сега замислете го овој податок, на никој не му е дозволено да оди на Антарктикот, нити да го прелета, нити да направи експедиција. Например, јас имам 30 милиарди евра и сакам да видам што има на Антарктикот. Никој нема да ве пусти на Антарктикот затоа што таа е забранета зона. Меѓутоа, не беше забранета за бродот Адмирал Владимиров, не беше забранета за Патриархо Кирил и внимавајте, Патриархо Кирил се закрена од Русија да оди на Антарктикот. Која е логиката? Зошто шабара Патриархо Кирил на Антарктикот? Оти не ојде во Париз, не ојде во Лондон да прошета. Шо бара на Антарктикот? Мраз. Сега, ова е многу интересен податок. На Антарктикот, кај што се искрцаваат ковчегот и делегацијата, нормално, која што го предводеше ковчегот, постои црква, православна црква, внимавајте, која што се вика Света Тројца. Уѓум, пиле кај што не пеј, никој кај што нема пристап, постои црква, Света Тројца. Никој не се запрашува, чеве, шо има таму црква, нема ни луѓе, нема ништо. Зошто до таму да постои црква? Меѓутоа, излегува од бродот Патриархо Кирил, врши повторно некој ритуал врз самиот ковчег, за нас неразбирлив јазик, врши пеење и во самата црква, црковно пеење и во самата црква, доаѓаат 12 луѓе од натрешноста на Антарктикот во црно со капулјачи, го подигаат, го земаат ковчегот и ковчегот го носат во внатрешноста на самиот Антарктик. А бродот си се товарат патниците, бродот си заминува во Русија и така натаму и така натаму. Сега внимавајте. Од 2015 година, од кога се случи самиот настан, уште извесен период 2 до 3 години, односно 2018-2019 година, Русија започна да го усовршува своето оружје. И најнаш почна, хоп, ние имаме хиперсонично оружје. Почна со кинжали. Сега замислете, има авангард, моментално е најбрзото нешто на планетава, 33.000 км на час.
ракета, која што, како да ви кажа, може за 10 минути од Москва до Вашингтон да стигне. И при толкава брзина не може ништо да ја собори. Замислете го Решникот. Замислете Буревесникот, кој што е радиоактивна ракета, која што едноставно плови врз целиот свет и може да удри кога сака, кај сака и колку сака. Руската технологија е добиена токму од Гавриловиот ковчег. Може би ризикувам едноставно ова што го кажувам, меѓутоа сакам да ве ставам на размислување за се повеќе и повеќе да се осознавате прво кој сте и да видите дека ние апсолутно ништо не знаеме, бре луѓе. Што се случува? Ние живееме во некој матрикс, во некој свет кој што е така ни ограничен, не командуваат вака ќе биде, онака ќе биде и тоа е се. Сега, пратејки го откровението, самото откровение, односно Јовановото откровение за крајот на времината, кажува дека Сонцето ќе биде 3,5 пати поголемо од колку што е сега, дека ќе печи многу, дека ќе се стопат северниот и јужниот пол, дека ќе се крени нивото на водата на 300 метри, меѓутоа потаму сето тоа од големата близина на Сонцето, која што ќе удира со сончевите зраци, односно ќе зрачи со многу повеќе топлина, полека по полека земјата ќе испарува. Како ќе биде, што ќе биде, не знаеме, меѓутоа едноставно сакам да ве натерам да размислувате со малце поинакви и побистри глави од оние мислења со кои што ни ги сервират едноставно на медиумите и така натаму и така натаму. Уште еднаш само да констатирам, Антарктикот е забрането место за експедиции, за прелетување, за сите работи. Ние, браќа и сестри мои, не сме сами во универзумот. За Антарктикот предпоставам дека постојат други луѓе. Токму тие луѓе, токму Гаврил, му го даде најмоќното оружје. Не е нуклеарно, него е оружје за да се спаси човештвото, да се обиди, да се спаси човештвото. Може би тоа е последната шанса за спас на човештвото. Сега, внимавајќи и разгледувајќи и анализирајќи го развојот на човекот од Адам па до денес, ќе забележите дека ние сме страшно и интелектуално и технолошко напредни во однос на првите луѓе. Првите луѓе ги занимаше само да обстанат во живот, да се најадат, да се напијат и толку, да извршат една проста репродукција и толку. Денеска гледате модерен свет, еве од тука ви се обраќам во живо од телефонот, ќе ме видат можеби не знам колку X луѓе, значи тоа е незамислива технологија која што е дадена од некој. Од кој е дадена целата оваа технологија? Целата оваа технологија што имам од кој е дадена? Предпоставувам дека е дадена од Азазел. Азазел е генерал на Луцифер и тој е оној, знајте што прво го даде огнот како алатка за да се приготвува храната, да не јадиме како лавоите сирова храна, сирово месо и така натаму, па после почна со железото, па почна со барутот, па почна со се и се што мислите вие Тесла така насон му се сони, дај ќе измислам струја, ќе измислам телефони, ќе измислам ова, ќе измислам радиостаници, ќе измислам шо не. Не бре пријатели. Некој му ја дава целата технологија на човештвото. Зошто? Затоа што едноставно како мојата машина за перење. Има програми и ја вртиш на пример на 3 сати и за 3 сати ќе направи толку, ќе направи оваку, ќе направи толкава температура, во таа и таа минута ќе го земи прашакот, во таа и таа минута ќе го земи омекшувачот, во таа и таа минута ќе врти така натаму, значи ние сите заедно сме пикнати во некој програм кој што едноставно мора да го изодиме од почеток до крај. Може би ние сме крајот на програмата, на машината за перење, никој не знае.
Има многу што да зборувам, меѓутоа не сакам да ве замарам и да бидам подолго од вообичаеното. Едноставно, преслушајте го уште еднаш видеото, споделете го, ако мислите дека треба се сподели видеото, и ќе ја видите од каде му е целата воена технологија на нашите православни браќа руси. Не е нити начнато она што треба да дојди во наредниве времена. Ќе бидиме живи, ви тврдам дека ќе бидиме живи, колку долго ќе живееме не знам, меѓутоа ќе бидиме згрозени од она што ќе се случува ширум целата планета. А до тогаш, ве сакам, ве почитувам и верувам во вас, браќа македонци, каде и да сте на земјината плоча. Поздрав, се гледаме повторно со некоја нова приказка од некое друго место. Секое добро.